Членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава први од Тетово од манифестацијата Драгачевски собир на трубачи, која што се одржа во Гуча, соседна Србија, се вратија со златна плакета на изборот за најубава женска народна носија. Носијата е стара околу 300 години, а е обезбедена од музеот на Тетовски крај, од каде им ја позајмиле со цел да се промовира македонското културно богатство. Покрај оваа награда ја добиле грант при наградата. Ние се припремавме цело лето. Почнувајќи од февруар работевме во културниот дом, меѓутоа чим се променија работите во културниот дом, побаравме просторија во музеот во Тетово. Голема благодарност прво до директор, до вработените во музеот, кои ни овозможија да тренираме напорно и кога и сакаме. И они имаа голем придонес за ова, бидејќи зедовме и носија, стара тетовска носија од музеот, која е стара преку 300 години. И со таа носија ние освоивме нешто таму награда, прва награда што беше за носија и други гран-при што имаше. Членовите на културно-уметничкото друштво Свети Сава први на манифестацијата се представиле со две кореографии и вокален перформанс. Кажи ми со кои кореографии настапивте на манифестацијата Драгачевски собир на трубачи во Гуча, која што се одржи минатиот викенд? Настапивме со вадарки и со тресањица. Како сте задоволни од вашите настапи? Па, задоволни сме од нашите настапи, секогаш даваме максимум од нас. Пошто се разликуваше оваа манифестација за разлика од претходните? Па ова манифестација за мене беше некако подобра, затоа што како и секоја година секогаш освојуваме прво место, така само што оваа година и освоивме и гранд при, а исто така освоивме и за најубава носија прво место. Што значат за вас овие награди кои што ги добивте токму на оваа манифестација? За нас овие награди за оваа манифестација значат дека треба да бидеме подобри, да одиме секогаш со максимум и напред. Културно-уметничкото друштво Свети Сава први од Тетово по 9-ти пат учествуваше на манифестацијата Драгачевски собир на трубачи, која што пак годинава се одржа по јубилеен 60-ти пат.